Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: граѓанските активисти и институциите постигнаа договор за Русино. Во Тетово промовирани правилници за продажба на земјоделски производи од куќен праг. И покрај намалувањето на новозаразени со коронавирусот, Гостиварината му е меѓу градовите со најмногу активни случаи. Граѓанските активисти и институциите постигнаа договор за Русино. Општината ќе овозможи да започне санација и подобрување на инфраструктурата, а крајниот рок за наоѓање на нова локација за регионална депонија е определен на 5 години. По скоро 2 месеци блокада и неколку протести падна договор за Русино. Институциите се обврзаа да најдат нова локација за регионална депонија во рок од 5 години. Општина Гостиваритно ќе издаде градежна дозвола за санација на Русино. Граѓаните ќе ја тргнат блокадата откако документите ќе ги одобрат со потпис сите полошки општини. Договорот беше постигнат на состанок меѓу министерот за екологија Насер Нуредини, представници на иницијативата Стоп Русино и градоначалникот Арбен Таравари. Санацијата на Русино е во првата фаза од проектот за управување со отпад. Опфаќа изградба на канал за третман на исцедокот, резервоар и пумпа што ќе го враќа исцедокот во депонија, обезбедување куќарка за вработените, вага за мерење на отпадот и асфалтирање на патот со поставување на ограда за да се спречи нелегално фрлање на ѓубре. По ова, треба да следува втората фаза со изградба на стандардна депонија со постројка за третман на отпадот, како и на претоварни станици, набавка на камиони за собирање и транспорт на ѓубрето, набавка на контейнери за селекција на отпадот и комплетно затварање на постоечките 74 диви депонии во Полошко. Индивидуалните земјоделци да се регистрираат во Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, за да можат своите производи да ги продаваат на пазарите и во маркетите. Денес во Тетово беа промовирани правилници за продажба на земјоделски производи од куќен праг. Ајвар, сирење, мед и други производи кои индивидуалните земјоделци ги подготвуваат во домашни услови, ќе можат да ги продаваат на зелените пазари, во маркетите и во локалната туристичка понуда. Истите треба да имаат соодветна декларација на која ќе стојат податоци за состојките и датумот на производство. Ова ќе им биде овозможено со исполнување на предвидените минимални услови и регистрација во Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Секој индивидуален производител кој што произведува било каков производ, дали то сирење, мед, риба, туршија, ајвар, лутеница или било какви сокови, за направи добар производ мора да има и во моментот добри услови. Затоа мојот оптимизам е дека брзо ќе реализираме ова работа и ќе можат производите на земјоделците се најдат на полиците во маркетите. Со тоа, значи, се зголемува и вредноста на самиот производ, а и буџетот на секој индивидуален земјоделец. Значи, минималните услови во едно домаќинство се да има одредена просторија, кај што ќе се прави целата операција, меѓутоа зборуваме за класичен, традиционален начин на производство. Баш онака како што го прават сите во домаќинството. Не зборуваме за технологија, не знаеме каква, бидејќи тоа не е традиционален начин на производство. Зборуваме за најобичен начин, најобична просторија. Значи, ништо повеќе од колку денес што треба да го направите за вашиот производ да заврши на маркетите. Од агенцијата велат дека продажбата на земјоделските производи од нерегистрирани земјоделци се казнува. Контролата од Агенција за храна и ветеринарство покрај во големите маркети се врши на зелените пазари. Така да сигурно има контрола на секаде и се изрекуваат казни. Отворено кажуваме дека да, до сега секогаш се настојувало
примарните производители на некој начин да им се прогледува низ прсти. Меѓутоа, кругот на безбедност на храна се стеснува. Такви можности повеќе нема. Ќе мора сите да сватат дека мора да видиме во системот комплетно сите вклучени кои што произведуваме храна. На денешната промоција во Тетово на двата правилника за директно снабдување, присутните земјоделци имаа можност да дознаат повеќе детали за директна или продажба на земјоделски производи од куќен праг, како можност за развој и унапредување на работењето на земјоделците. И покрај намалувањето на ново заразени со коронавирусот, Гостиварината му е меѓу градовите со најмногу активни случаи. Кризниот штаб веќе не одржува состаноци. Градоначалникот Таравари смета дека на ваква распространетост на заразата стратегии не помагаат, туку само зголемена внимателност и да се чека на колективен имунитет. Здравствените власти алармираа на силен есенски коронабран во земјава. Регионот на Гостивар до пред 2 недели беше во фаза на висок ризик на ширење на вирусот. Сега со намалениот дневен број на ново заразени е категоризиран во фаза на локализирано ширење со понизок степен на ризик. Сепак Гостиварината му е меѓу градовите со најмногу активни случаи. Кризниот штаб кој претходно одржуваше редовни неделни состаноци за состојбата со ковид веќе не заседава. Според градоначалникот Таравари, во ваква ситуација стратегии не помагаат, туку само зголемена внимателност и да се чека на колективен имунитет. Нормално, кога можеше да се влијае, кога беа мали бројките, ние знаете, имавме кризен штаб кој што функционираше, дававме се од себе, меѓутоа сега веќе аутот секаква контрола, било што, веќе и немаме кризен штаб и да свикаше демагогија и хипокризија, Поти знаеш дека секаде има потенцијално заразени и нема каква стратегија да направиш. Инаку стратегии се прават додека се бројките мални. Кога ќе излеземе веќе да набилдаме колективен имунитет и да внимаваме. Од повторното отворање на градинките во Гостивар досега работата тече непречено со почитување на протоколите и без ниеден случај на заразен. Што се однесува до училиштата, се уште се чека на конечната одлука на владата, во кои објекти ќе се дозволи настава со физичко присуство. Сум од 1 октомври да почнат сите училишта, со тоа да часовите бидат скратени на 20 или 25 минути и да има повеќе смени, со што би овозможили и тие класови кај што има по 30-40 ученици, да бидат во 2-3 смени и да бидат по 10 или 7 или 8 да се комбинира. Чисто физичката настава не може да се компензира никако друго. Од почетокот на пандемијата досега во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше со коронавирус биле дијагностицирани над 900 лица. Според податоците од Институтот за јавно здравје, повеќе од 760 се оздравени, активно болни моментално се околу 110 пациенти, додека со смртни последици има 49 случаи. Приоритетна седница на која се разговараше за протоколите според кои ќе се одвива новата учебна година, одржа Советот на општина Брвеница. Има дојава дека основното училиште Коста Рацин, Брвеница, според закон ќе изведува настава од 1 до 3 законски, физички присат. Но ќе има дополнителен предлог со одлука од Советот за 4 и 5 оделение, исто така физички присатни, додека за од 6 до 9 оделение ќе оди наставата онлайн. Додека училиштата 7 Марси, Централното училиште и подрачните, целосно одат со физичко присуство, така и со Централното училиште Гоце Делче Стенче ќе оди целосно со физичко присуство. Националните установи од областа на културата имаат обврска да изготват индивидуални протоколи, бидејќи секоја институција има своји специфики, па тие треба да бидат усогласени со општиот протокол кој е усвоен од владата. Министерката за култура Ирена Стефоска рече дека посветено се работело за повторно отворање на институциите од културата, како театрите и киносалите. Живееме во време на светска пандемија.
Во изминативе месеци се покажа дека вирусот COVID-19 не е само здравствен проблем, но пред доаѓањето на есента и ние, во координација со сите засегнати страни, установите и Комисијата за заразни болести, посветено работевме за повторно отворање и функционирање на институциите од културата во време на оваа страшна пандемија. Сакам да потенцирам. Пред нас е период кога сечи придонес е важен, очекуван и потребен. Повелете, приклучете ни се. Ова е повик до вас, медиумите. Секако културните работници и институциите што чија работа им е да действуваат во културата, и до граѓаните како крајните реципиенти, но јас сум убедена дека со посветена работа на секој од нас ќе направиме нашата култура да сјае на Балканот и пошироко. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во периодот од 11 до 14 часот и 20 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20, 23, 18, 38 и 17 годишник сите од Тетово, поради основи на сомнение дека на 9 август годинава во 21 часот и 30 минути извршиле разбојништво во стан на улица Маршал Тито во Тетово, кај 47 годишна жена и нејзината малолетна ќерка. Вчера исто така од 16 часот и 50 минути до 19 часот и 20 минути со судска наредба бил извршен претрес во куќата на двајца од нив, при што била пронајдена марихуана, гасен пиштол, 2 боеви и 3 куршуми за гасен пиштол и 2 метални пендреци. Петмината осомничени задржани се во полициската станица Тетово и во текот на денот со соодветен поднесок ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка во Основниот суд Тетово. Вчера вечер околу 23 часот во Тетовско Боговиње, полициски службеници лишиле од слобода 24 и 23 годишник двајцата од Тетовска Стримница, принивени при преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки во кое се превезувале, била пронајдена марихуана. Тие се задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера вечер пак околу 22 часот и 20 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 23 годишничка од Скопје и 39 годишник од Маврово, принивени при преглед на возилото со гостиварски регистарски ознаки во кое биле затекнати пронајден е кокаин. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера се одиграа надпреварите од 16 финалето на фудбалскиот куп на Македонија. Полошкиот регион ќе има 3 екипи представнички во осмина финалето од Купот на Македонија. Откако вчера екипите на Гостивар и Ренова забележаа победа, а Шкендија беше слободна во првото коло. Најубедливата победа на сите 12 надпревари во Купот на Македонија ја забележаа фудбалерите на Гостивар, кои со високи 5:0 го совладаат тиквешот кавадарци. Валтрин Ќаили постигна 2 погодоци, додека поеднаш прецизни беа Бленди Бектеши, Едис Пахиу и Малич Белули. Висока победа забележаа и фудбалерите на Ренова, кои со 4:0 го совладаа второлигашот Охрид на гостински терен. Головите за Ренова ги постигнаа Шефит Шефити, Артан Велиу, Ален Јашаровски и Емран Рамадани. Најмногу возбудувања имаше на надпреварот помеѓу Вардарот Форино и Вардарот Скопје, дуел кој заврши 2:2, а победникот беше решен дури по изведувањето на пеналите. Гостите од Скопје дојдоа во водство 2:0 со головите на Дејан Блажевски и Филип Петковски. Вардар Форино израмни со 2 голови на Елмир Алији. Во пенал серијата Вардар Форино имаше шут за победа во 5-тата серија, но Илбер Љума не беше прецизен. Победникот беше решен во 9-тата серија за конечни 7:6 за Скопски Вардар после изведувањето на пеналите. Двете тетовски екипи, Тетекс и Љуботен, беа елиминирани на гостински терен од Силекс, односно Пелистер. Тетекс беше поразен во Кратово со 3:0, додека Љуботен загуби со 4:0 во Битола. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати. Китгол Пекче во Скопје 2:1,
Македонија Ѓорче Петров победа 0:0, 5:4 на пенали. Каменица Саса Борец 2:2, 3:1 на пенали. Влазрими Работнички 0:0, 3:4 на пенали. Велешта Кожув 1:2, со истиот резултат заврши дуелот помеѓу Слога Виница и Шкупи и Росоман Беласица 1:5. Слободни во првото коло беа екипите на Шкендија, Академија Пандев, Струга и Брегалница Штип. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со телевизија Киси Менада. Пријатно.